војвода. Сирма Стрезова Крстева е родена во 1776 година во дебарското село Тресонче. Таа била ќерка на Ања и Петре Врлески. Нејзиниот татко бил зограф, кој бил самоук, но се занимавал и со зидарство. Покрај тоа, тој бил и печалбар и така ги научил околните соседни јазици. Од друга страна пак, нејзината мајка се занимавала со ткање и везење. Сирма била единка на Петре и Ања. Поради тоа, таа помагала на нејзините родители, особено по снемогнувањето на нејзиниот дедо. Интересот за борба против тирање и разбойништво кај Сирма се појавило првично поради приказните кои ги слушала за разбойништвата во крајот, како и поради фактот што селото еден ден било опколено од разбойници. При тој настан, семејството се засилнило во блиската пештера Лилица, во местноста Голем дол на планината Шкрка. Семејството се вратило во селото по 2 дена, кога затекнале запалени куќи и опустошеност. Сето тоа само е зголемило нетрпеливоста на Сирма кон качачките банди. Во тие мигови, кај неа изгледа дека се појавила на мислата како да се одмазди за неправдите, со што наполно и се изменил животот. Сирма одлучила да стане војвода на многу млади години. Шансата за одмазда ги видела во соборот на локалните македонски ајдоџи за време на Ѓурѓовден во 1791 година. Таа заминала на средбата облечена во машка носија и била најмладиот член со своите 18 години. Незиното семејство не било известено за овој потек. На средбата имало околу 70 на мажи. Најистакнат член бил тресончанецот Мицо и тој предложил дека за водач на групата ќе биде избран најмладиот член. Сирма била најмлад член на дружината и одлуката за нејзин избор била прифатена од сите членови. Кога Сирма застанала на челото на дружината, таа го дала знамето на дружината на знаменосецот Вело Шпиров. Сирма била на чело на дружината од 1791 до 1813 година. Се вели дека едуците дознале дека е женско, дури откако дружината се растурила, а Сирма се омажила за Вело Шпиров, барактарот. Планините ги напуштила во 1813 година, кога станала сопруга на барактарот Вело Шпиров. Тие заминале за Крушево, каде престојувале подолг период. Понатака, тие се преселиле во Прилеп, каде и починала на 85 годишна возраст во 1858 година. Сирма била закопана со најголеми почести во тогашно време.